Те молам, не ме носи дома. Да не ме види мајка ми ваква. Те молам. Затвори го прозорот, ќе се разболиш. Вети ми дека уште еднаш нема вака. Како па тебе да ти е гајле? Вети ми да не те однесам кај мајка ти. Каде сакаш, носи ми? Кој го одржал ветувањето за мене? Па и јас да ти ветам на тебе. Каква работа имаш ти тука? И на Фрат му реков, и на тебе ти кажувам. Вашето другарство и мене, и на семејството, и на организацијата и штети. Го земаа Фрат. Кој го зема? Вашите. Седевме. Дојде еден човек и го викна надвор. Фрат рече ќе се вратам за 2 минути. После го пикна во кола и го однеса. Добро ли ви? Вода. Ке ми донесеш вода. Добро, разбравме. Организацијата ќе ме убие. Кој е твојот човек, што те стави под команда на организацијата? Лата, Лендер. И ти знаеш дека нема никој под команда на организацијата веќе. Од време на време ќе се направи некој дејство за да почнувате другите да дејствуваат. На станиците, на Сдружените сили, на цивилните превози, како им ги дознавате местата? Може ли толкова нечестност? За татковината се е можно да знаеш. Во ова време цената на општеството ја држиме многу високо. Инаку оваа младина ќе се изгуби помеѓу фудбалот и оџите. Ако ништо друго, барем за знамето. За народот и за татковината што нешто не научи. Бате, овој нема да прозбори. Да го викнеме Јашар, нека го земи и нека го носи. И ти си во право. Викни го. И на двајцата државата ни е татко. Ако треба, ти убиме мене. Мојата мајка се знае, татко ми се знае. Ти мисли за себе. Не мислеше ли како живееш? Сега мисли како ќе умреш. Побарај го, Јашар. Вети ми. Ти ќе го спасиш мојот живот, а јас твојот. Нека ме убие твојата организација да видам. Не е тоа. Лоша работа е од смрт. Ми се лоши. Еве. Бате, направи ми едно кафе. Порано мажите доаѓаа пијани, жените правеа кафе. Порано мажите беа честни. Пак да бидат честни, па дење ноќе кафе ќе правам. Доста бе, доста. Каде е кафето? На кого сум направил јас кафе?
Ако ли треба. За ке нам ли рече? Човекот со тебе заедно излегол. Влегол во твојата кола. После тоа го снема. Ние вече родиме во подобар живот. Ова ли е местото? Порано РТ не испрашуваше. Сега вие ли ќе ни спрашувате така? Го пропасти човекот. Јас човекот го однесов дома. Забрането ли е добрина да се прави? За колку време ќе прозбори? За 2 минути ќе проспори. Отворете ја вратава. Отворете ја вратава, реков. Отвори ја вратава. Ајде бе, зашто дојдовме тука? Ќе ме галите како девојчиња? Ајде удрете машки! Брат! Абе не ме нервира душа да ќе те извадам бе. Ако си маш, удри ме како што треба. Отворете ја вратава! Ајде! Отворете ја вратава! Бе, треба нешто? Тргни се! Четин, што мислиш дека правиш? Доста ми од тоа што вие и син ти го правите. Во име на лидерството вршам испитувања. Ако треба и тебе ќе те испитувам. Ако за 2 минути не си одиш, со мачење ќе го убијам син ти. Јас не се плашам од испитувањето, не ти. Од тебе ли ќе се плашам? Син ти уби човек на нашата организација. Ти парите на Заза му ги даваш. Работиш против интересите на нашата организација. Пушти го, син ми. Мене испитувај ме. Имаш 2 минути. 2 минути, гит! Ајде девојчиња, удрете! Ти оди кај лифтот, ти доле, ти остани овде. Во ред. Вујче, Вред. после ова има Вред, уште 2 доктор. болници. Еден по еден ќе ги погледнеме во лицето. Каде се докторите? Кога ти требаат, никаде ги нема. Ај, Истанбулчанец, отвори очи бе. Нема ли доктор? Се онесвесте еден истанбулски бефендија. Господине! Ало! Господине! Добро сте? Братче, тука ли лежат болните? Аха, тука лежат. Моментичко, ова е ургентно, не можеш да влезеш. Вујче, го нема и тука. Џефер. Џефер. Кој ти го направи ова? Азилом се направи. Остай, остай. Чекај. Само ти мене ме сакаш. Да не полуде ти. Пиена, не пиена, ќе ти ги скршам коските. Сакај ме. Наместо да ме скршиш. Мрдај, одиме дома.
Господ да не те казни. Многу лошо го претепале. Вистинско чудо што е жив. Зашто не се буди? Има многу скршеници и напукнати госки. Исто и внатрешните органи се повредени. Ако не го успиевме, Кога ќе се разбуди? дејството најскоро ќе престане. Но веднаш повторно ќе го успиеме. Ако го прашам, ќе ми одговори ли? Не знам. Фала ти, господине доктор. Со лесно некој. Джефер, кој ти го направи? Овие болки што ги трпиш, ако не ги направам дупло на тие што те тепале за да не ми викаат. Кој те нападна, кажи, а? Джефер, курбан да ти бидам. Кажи кој те нападна, кажи ми. Кажи. Синко, кажи, па заспи така. Кажи му на војкот ти да ти бидам курбан. Джефер, ти ги макнувам рацете и нозете, кажи кој ти го направи ова. Пуса. Кој? Пуса. Пуса. Ветувам, ништо нема да ти направам. Благодарам. Твој збор за мене е закон. Кешивоглу, ајде, кажи. Ми издосади. Зулфичар и Заза. Тебе те пикаат во една таква работа? Во каква работа ме пикнале? Од Иран купуваат оружје и го продаваат во Либија. Еден од нашите момци ќе ги фати на лице место. И на Израел има да му речат, видете, ние правиме акции и не дозволуваме ништо. А и кон Иран бидете паметни, ќе речат. А и на државата ќе ги речат вака. Вашиот Пулат Алентар каква работа прави сега, бе? Соработува со Иран, така ли е? Побаре го Зулфичар, баше го казе. Ако ме однесеш таму, јас акцијата ќе ја сопрам. Ако ме лажеш. И јави се ти, Вела.